Оваа година по 48 пат ќе се одржи традиционалниот илинденски конјички марш, еден од најпрепознатливите символи на чествувањето на големиот празник Илинден. На 27 јули во понеделник во 18 часот околу 40 конјаници ќе тргнат од дворот на црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче и неколку дена ќе јаваат кон Крушево. За сите останати детали утре ги пречекуваме нашите гости Иван Левковски, конјаник и Мацко Стојановски, војвода. Дечки, добре ни дојдовте. Благодариме за издвоеното време. Добро утро и благодариме за поканата. Така. Како течат подготовките? Годинава се одбележуваат 48 години од ова чествување на Илинден. Што се ќе се случува во понеделник? Така. Значи, годинава, како што кажавте, 48-та година кај што се одржува оваа традиција од 1978 година. Обновен е маршот во 98 година. Оваа година тренинзите и припремите ние ги започнуваме малку порано, околу 13-14 јули пристигнуваат коњите. Правиме активни тренинзи од 13 јули до 27 јули. На 27 јули се собираме во Гоце Делчев училиштето во Горно Лисиче, од каде е потекната оваа манифестација. Одиме до општина Аеродром, каде што градоначалникот ни подарува знаме од општината за целиот пат што го носиме со нас, со дефиле, со зурли тапани, игрорци. Пристигнуваме до црквата Свети Петар и Павле и од тука го започнуваме патот до Крушево. Кажете ми, што се е потребно, какви подготовки се потребни практично пред да се случи нели ова патување и за конјаниците, меѓутоа и за коњите, дали има некои специфики поврзани со? Најпрво потребно се да се најдат коњите, пошто во денешно време многу помалце коњи и многу помалце животни, више и луѓето чуваат и така натака. Значи, најпрво е тоа, па после да се најдат седла за коњите, да се најде носија за сите учесници, да се обезбеди трасата, логистика и сите потребни работи, например финанси и се останато. Значи, се малку повеќе технички. Да. За вас, дали имате некои посебни вие, некои подготовки? Не, за нас тренинзите, како што ви кажав, од 13 јули има некои што не се искусни толку што од прва година, затоа се околу 10 до 15 дена тренинзите, за да сите и ние се навикнеме на коњите и коњите на нас и да се вклопи таа 40 коњи на едно место, малце не е лесна работа, така да. Техничкиот дел некако со колегата го фативте, меѓутоа би сакала да позборуваме и за тој емотивен дел, затоа што навистина за секој од нас секогаш било доживување кога ако имаме можност некаде да го видиме илинденскиот марш коњаниците, како ве пречекуваат секаде граѓаните каде што ќе ве сретнат и колку всушност низ овие 48 години тоа е главната цел, да се пренесе на новите генерации, да остане традиција која што нема да се подзаборави со текот на ова ново модерно време. Точно така. Да се опише со зборови е многу тешко. Најдобро би било да се доживе. Да се пријават помлада генерација, да се проба, да се јава. Чувството не се опишува, многу е тешко да се опише со зборови. Значи треба да се доживе. Има ли заинтересирани млади луѓе за маршот? Па да речеме има, да, има. А се врши некаква селекција на истите? Точно така, мора да се има дисциплина, да има ред. Се прави некоја граница, например, од 16-17 години да не одат помали од 16 години, бидејќи сепак 16 е најдолната граница. И сега по кој маршрута се дружите? Повели, Симона. Ме заинтересира околу самата организација и техничкиот дел. Која е улогата всушност на војводата? Оваа година јас ја имам честа да бидам војвода. Како што кажав пред малку, со зборови тешко е да се опише, но ова најмалото нешто што можеме да го направиме за нашите дејци и линденци, да им оддадеме почит. Они направиле многу, ние да продолжим. Така, која е маршрутата? Мене тоа ме интересираше. Па маршрутата е, најпрво се собираме во школото во Горно Лисиче во Гоце Делчев, правиме дефиле низ целиот аеродром. Од тука се собираме во црквата Свети Петар и Павле, од Свети Петар и Павле стигнуваме во Долно Лисиче, таа ни е првата вечер кај што преспиваме. Од Долно Лисиче тргнуваме за Велес, таа ни е втората вечер кај што спиеме. Од Велес за село Теово, во Теово спиеме, од Теово тргаме за Ропотово, во Прилеп, од тамо на 31 пристигнуваме во Крушево.
На први правиме низ целото Крушево дефиле и на втори рано сабајлето тргнуваме за Мечкин камен. Тоа е унифицирана, значи маршрута, секој што оди Да. по таа, нема измени или освен во некакви си 48 година поред се оди по истата. истата. Тоа ме интересира. Пристигнувате во Крушево и што се случува, каква е програмата оваа година, но да ги поканиме граѓаните кои што ќе бидат блиску до Крушево тој викенд да дојдат, што ќе може да видат? Пристигнуваме во Крушево некаде околу 19 часот вечерта на 31. Имаме тука дефиле до после спомен куќата на Тоша Проевски кај езерото во Крушево, тука се наоѓа нашиот дом, имаме сопствени простори кај што одмараат коњите, кај што сите ние престојуваме. На први имаме големо дефиле низ целото Крушево и на втори сабајлето тргнуваме за Мечкин камен. Завршуваме на Мечкин камен, се враќаме и Успешно завршена 48 завршена издание мисија. на Илинденскиот Точно марш. Ви благодариме на гостувањето, освен ако нешто имате да додадете, слободно може да го направите. Па да ги Уште еднаш да ги поканиме. гледачите. Па би додале дека, например, прв пат во Илинденскиот марш годинава има 4 женски комети, до сега немало толку, имало по една, по две, така да некаде сме 38, што 35 сме тргнуваме од Лисичи, и тројца од Свети Николе што не се приклучуваат. До крај на маршрутата ни се приклучуваат и други коњаници, така да секоја година на Мечкин камен сме минимум 100 и повеќе од 100 коњи и коњаници. Ве очекуваме секако и наредната година, ова е традиција која што не сме достане и без медиумско внимание, меѓутоа и да се пренесува од генерација на генерација. Благодарим уште еднаш